Почетокот на врвот на туристичката летна сезона не е видлива никаде како на граничните премини. Колони возила со најразлични регистерски таблички, нервозни довикувања и свирења и понекој упорен возач што се обидува да се протурка преку ред. Но се на се не им се гледа крајот на врволиците автомобили и чекањето. Во утринските часови обично се чека и над 2 часа. Граничниот премин Богородица е најоптоварен премин кон Грција, па и колоните се најдолги. Да, 2 сата. Напорно со мало дете? Јесте. Ја мислим да треба за децу да има, за људе со децом една трака, јер стварно е тешко да се с децом чека оволико. И вруќе е, не може ни клима да ради, баш е незгодно. Не знам, поприлично. 40 minuta, ali mi smo bili u hotelu pa smo skratili put malo. Ima bezobraznih pa se ubacuju, nije organizovano. Пречи нормално, ние сме тука како слепо црево, секаде е отворено, само тука е катастрофа. Патниците бараат да се ангажираат повеќе ресурси за побрз проток, да има побрзи контроли, дополнителни ленти и повеќе полицајци кои ќе одржуваат ред. Од пограничните служби на Богородица пак велат дека кога имаат притисок на лентите за излез од Македонија, а нема гужви на влез, се вклучуваат и барем 2 ленти на таа страна за побрзо да се расчистуваат гужвите. Сликата се повторува и на граничниот премин Табановце. И таму чекањето честопати е со часови. Half an hour. Yeah. Is it the same situation on Serbia border? No, much faster, like 5 minutes. Pola sata možda. Nije toliko puno gužva. Isto i na srpskата граница? Možda 15 minuta. Is it the same situation on the Serbian border or not? In Serbian border, we go to Romania, to Serbia. No, there is very easy to go. 5 minutes, 10 minutes. Критики за долгите чекања на македонските граници за влез и излез од државата се среќаваат и во српските медиуми, но и во групите за патување на социјалните мрежи. Патниците пишуваат препораки за заобиколување на Македонија и транзит низ Бугарија со цел побрзо да стигнат на грчките плажи.